Здраво, драги мои, добре дојдовте во уште една епизода на Ира Инспирира. Денес имаме преубава една гостинка, со која што се познавам веќе некое време и една многу убава, мила, драга, посебна мајка. Добре дојде, Фросинче. Добро те најдов, Ирина. Благодарам за поканата. Така. Некако подкастов беше специализирани луѓе кои што сакаат, кои што имаат што да кажат за цело едно општество, не дека нема се уште такви луѓе, ќе си доаѓаат на подкастот, ама мислам дека веќе беше редно време да почнеме и со родителите кои што го живеат тоа што го живеам јас и кои што го живеат голем број на родители. Така да почнуваме и со родители. Сега денеска ќе поставаме многу прашања, затоа што мислам дека има многу прашања на кои што сакаме да си дадеме одговор, да се споредиме со некого, да видиме каде се наоѓаме ние во целата таа приказна. Првото прашање. Ако некој те види денеска, значи смирена, насмејана, спокојна, таква како што си, барам јас како што те гледам, кој дел од твојата приказна луѓето не може да го видат? Да, најчесто и добивам коментари или комплименти, нели, за мојата енергија, за мојата смиреност, да луѓето не можат, не се свесни дека во позадината има долгогодишна борба со себе, нели, со стравовите, со сенките, со предизвиците, дека во позадина има рани, трауми, од најразлични животни ситуации, затоа што на крајот од денот животот е тоа, нели, предизвици, искуства, учење, лекции, тоа е оној дел што на прва не се гледа. Не се гледа кај тебе. Да. Ти си мајка на 3 деца и самохран родител. Тоа е еден факт кој што кај нас, не само кај нас, кога зборуваме за посебните семејства, огромен број. Значи една статистика која што ја направив, многу се самохрани мајки посебно. Има родители, но и се мајки. Едно од твоите дечиња нели е на аутистичен спектар. Кога веќе ќе се опишеш, кој дел од тебе вели дека ова беше тешко да го поминам, а сега веќе сум таа што треба јас да бидам. Што е она што кога себе сама ќе се опишуваш? Што беше она што беше тешко, ама сега јас сум тоа што сум? Тешко беше патот до себе. И мислам дека сите животни предизвици кои што ги имав јас, беа во таа насока да јас го најдам сопствениот пат кон себе, да се вратам кон она Фросина која што јас навистина сум, а не да бидам некоја верзија која што другите луѓе очекуваат да ја видат и да го пронајдам вистинскиот пат што е наменет за мене. Беше тешко, нели, имаше многу турбуленции, меѓутоа на крајот успеав, нели, од сето тоа да видам суштината, да го видам правецот и да разберам многу работи и конечно да може да дишам слободно и да бидам, нели, она што во суштина јас сум како човечко битие. Така. Како мајка на 3 деца, кажи ми која е реченицата која што најчесто ја кажуваш секој ден, а никој не те слуша, например? Да, реченицата која што е најмногу игнорирана, нели? Доста растурате, кој ги ставил чорапите во ќошот, цело време нешто влечкате, растурате. Тоа е најчесто, затоа што, нели, пред се децата во нивната природа е да бидат креативни, таа нивна креативност секогаш доведува до хаос во домот и се уште немаат нормално развиено чувство на одговорност, или можеби јас треба малку повеќе да се потрудам да ги научам. Така, да, за да нели си ги откако ќе прават што и да прават, да си ги стават работите на свое место. Да, мислам дека овие некои прашања ќе ги чепнат многу родители, мене и тебе дефинитивно.
дека она што ни се случува преку денот можеме само да си направиме еден список колку вистински од тие работи кои што децата не ги прават, можат вистински да ги прават сами, така. а колку ние не сме можеби оставиле доволно време и простор да на начинот на кој што не може да го прифатат и да почнат да го прават истото. Преска она што го разговаравме. Да, најверојатно се бориме измеѓу тоа сега да не бидам премногу критична, да го оставам да си го живее своето детство, нели тој некој заштитнички дел, а всушност не сме свесни дека уште од мала возраст ние всушност ги спремаме нели за живот, треба да им ги развиваме тие вештини, затоа што понатака во животот ќе им требаат реално. Искрено кажано, домашните работи, што ги нарекуваме нели домашни работи, се животните вештини кои што, ако мене ме прашаш, се најклучните, посебно за оваа категорија на деца и лица со попреченост, кои што најчесто се сведуваат дека они остануваат дома, многу од нив не наоѓаат работа и едноставно треба да функционира самостојно во домот. Да не береш тоа да биде апсолутно и тој момент да се бара. Така е поврзан со на горливо прашање, нели што со моето дете кога мене ќе ме нема. Ние посебните родители секогаш си го поставуваме тоа прашање. Сега, за да ние бидеме мирни во тој дел, наша должност е не само детето кој што не е со посебни потреби, туку и типичните деца, да си ги учиме на тие некои вештини, за да тоа е основно. Па ние имавме предмет домаќинство. Додека ние растевме. Мислам дека и сега имаат децата нешто. Да, има, веќе се враќаат во програмите. Вредноста на колку е ставеност, да речеме, македонски, математика, историја, географија, на кое ниво се вреднуваат. Мислам дека тој предмет кој што е клучно важен според мене е на едно пониско ниво, но тоа така, животните вештини не се потребни на сите. Јас некојаш знам да кажам вака во некои неформални разговори со пријатели дека ако се случи, не да Боже, нели некоја непогода природна, апокалипса, дека па ретко кој од нас ќе преживее сега. Дали знаеме да запалиме оген со нели со камчиња, да се снајдеме во природа, да најдеме храна, да препознаеме која нели се може да се јаде, меѓутоа нели некои работи се јадат односно има последици. Така што животните вештини не се на сите потребни и се многу важни, а во однос на хаосот моментално увид некој ми доаѓа. Всушност некогаш тој хаос што го имаме во домот е одрас на знае да биде одрас на нашиот хаос внатре и место нели тука да викаме и да изигруваме, не знам, полицајци и родители, да застанеме, да се вратиме во себе и всушност да погледнеме тука што носиме во моментот, кој е хаосот тука што го имаме. Јасно, се согласувам за тоа, ама некако во целиот стрес и во образањето, застанувањето е една од најтешките работи кои што мислам дека луѓето не ги владеат. Да бидам искрена, не владеат со моментот дека треба да застанам и овој момент барем да го погледнам, ако ништо друго, не мора нешто во медитација да влеземе ние сега, па барем да го погледнам да застане и нервниот систем да рече чекај, стоп, да видиме што е состојбата. Така да ова е нешто на кое што треба многу да се работи. Мислам и цел свет веќе оди во тој правец, барем јас така гледам од сето нешто. Мене ми излегува на социјалните медиуми, или можеби затоа што јас го барам сето тоа и работам на сето тоа, па ми се појавува. Ја бараме вистината. Бараме одговори на прашањата, бараме затоа што нели кога еднаш веќе ќе станеш свесен пред се за себе си, кој сум јас во однос на останатите, во однос на овој простор тука, каде јас се наоѓам физички, нели, и емотивно и ментално, после тоа работите си одат, значи, прашање по прашање, одговор по одговор, свеста, нели се проширува и почнуваат некои процеси. Нели, некој што знае да биде многу интензивно, некој знае пауза малку,
Нели, така си има некоја своја динамика. Добро, секој мислам дека со своето искуство, така, со присутноста, имајќи во предвид колку од родителите се уште заглавени, посебно децата што се во рантицки развој, без поддршка, во емоционални состојби кои што не дозволуваат да нели свесно го видиш тоа што треба, нели гнев и тага и себе обвинување и осуденоста од страна, неподдршката, едноставно не ти даваат простор да земеш воздух, амоли да се приспиташ себе си, чекај каде јас да одам, што да правам. Тоа понатаму. За тоа понатаму. Вака сега, кога беше Михаел Малечок, значи, дали имаше момент кога можеше да препознаеш дека тој е различен? Да, имаше некаде после првиот роден ден или околу првиот роден ден некако почувствував дека може би има некои моменти кои што така одскокнуваат, да речеме, или се малку поинакви, или немав некоја конкретна дефиниција, меѓутоа имав некое чувство внатре во себе. И затоа што Михаел ми е второ дете, нели веќе имав искуство со едно израснато дете, со кој што поминавме веќе во тој период неколку фази, нели во развојот, и веќе имав некоја слика и идеја што значи мајчинство, што значи растење на дете и фази во тоа растење. И тоа беа некои суптилни, да речам, знаци кои што едноставно беа тогаш само на некој ниво на внатрешно чувство, а јас не знаев како да ги дефинирам. Да ме прашаше некој во тој момент, јас немаше да знам да кажам што не е во ред или што нешто е различно. Еве, да не ги употребуваме тие изрази дека нешто не е во ред, меѓутоа нешто е различно, нешто се случува. Чувството е поинакво. Така, да. Во периодот додека бев бремена со третото дете, некако, нели, тие рецептори кај мене како да почнаа да се изоструваат и веќе кога се роди третото дете, тогаш веќе дојде до некоја кулминација во однесувањето на Михаел, затоа што Калина му беше некој вид на тригер, затоа што сега веќе одеднаш има некој друг кој што мама го држи. Значи, моето место веќе тука како да е одземено. Значи, тоа се чувствуваше во неговото однесување. Секое плачење на Калина му беше тригер. Тука почна тантрумите и мелтдауните. И нормално она што претходно веќе го заклучив јас како родител и нели со педијатарот дека Михаел доцни во говорот. Значи имаме доцнење во говорот, за развојот не стануваше збор затоа што се уште немавме тој период посетено нели специјалисти, доктори, нели не беше тргната таа приказна во она првичната паника каде што бараме одговори и трчаме од специјалист до специјалист и нели очекуваме дека ќе најдеме решение и преку ноќ се ќе исправиме. Да, тој момент дека ќе отидам сега на овој доктор и тој ќе ми каже што да се напијам и дека детето ќе биде добро. Така, она магично, нели? Да, се сеќавам. Се сеќавам на чувството. Да, тоа сите сме ги поминале тие фази. И тука нели се запали веќе алармот затоа што емотивно беше исцрпувачки, нели затоа што имав бебе кој што нели треба да го дојам, да му посветам внимание, имам од друга страна детенце кое што постојано доживува тантруми и очигледно веќе има некои големи емоционални проблеми. Од друга страна, нели,
бракот и обврските што си ги носи, тука и најголемата ќерка која што тогаш беше во некои пубертетски години, која што исто бараше внимание, нели, и посебно внимание и грижа. И некако се собра и тука веќе ми стана јасно дека вака веќе не оди, мора нешто да се прави поинаку. Да правиме, да превземеме. Океј. Родителите на невродивергентни деца често носат невидлив ранец, ако го наречеме невидлив ранец. Во тој има прво едни од најтешките емоционални состојби, грижа и така натаму. После имаш пари, имање, немање пари. Потоа има дефектолог, логопед, терапија, училиште, посебно училиште, МКФ и останато се што треба. Кажи ми, што имаше во твојот ранец тогаш и што имаш сега останато во тој ранец? Сега веќе многу полесно. Што имаше? Се имаше. Значи, еве, пластично да објаснам, значи беше проблем да го затворам. Течеше од сите страни. Значи, од прегледи, нели одење по специјалисти, од дефектолози, логопеди, од терапии, суплементации, од непроспиени ноќи во истражување, во барање одговори, превртување на интернетот, нели, во обид да се разбере состојбата, во обид да се најдат решенија, од тоа дека се чувствував сама на цел свет, затоа што немав систем на поддршка, затоа што никој не ме разбираше и затоа што на сите врати кај што ќе тропнев, држејќи го Михил за рака, и каде што очекував дека ќе добиам помош, јас не идував на осуда. Тоа во разговори со други родители. Сите го имаме поминато тоа. Значи, осуда од оние каде што одиш да побереш помош и каде што очекуваш дека ќе бидеш разбран, дека ќе добиеш некаква утеха, дека ќе добиеш едно не грижи се мајка, ќе биде детето добро, само работа, многу љубов и така натаму. Меѓутоа тој одговор не можам да кажам дека не го добив никогаш, го добив од некои прекрасни луѓе кои што ден денес ми се драги, кои што работеа со Михаил, некои ден денес работат, значи тоа се оние стручни специјални едукатори или како и да се нарекуваат. Тука имавме ние некоја среќа да кажам и љубов една и сум презадоволна и благодарна. Имало многу во тој ранец, значи и тага, и без некогаш сама на себе, некогаш на останатите, и обвинување, и од типот каде сгрешив јас, нели, барање на собствената грешка, па одеднаш не сум јас виновна, тој другиот е виновен. Всушност, едноставно, знаеш како јас гледам на овие работи? Вака во како едно сознание ми дојде сега скоро, можеби пред ден-два, дека всушност што е убавината на животот во тој диверзитет. Ги гледаме овие цвеќиња, нели? Значи, ќе имаме во различни бои. Секој си има своја убавина. Не може да кажеме дека ова е пубаво или другото. Така, барем мене ми дојде тој концепт, можеби некој нема да се согласи со мене, можеби. Тоа не значи дека ако гледаме на посебните состојби, дека од аспект на диверзитет, дека ние нешто сега тука оспоруваме или не даваме легитимитет на болката, затоа што меѓутоа тоа е пошироката слика. Едноставно нема и вакви и такви и онакви, некој ќе се соочува со
со проблемот дека има дете со посебни потреби во семејството, некој нема да има таков проблем, но меѓутоа има некаков друг проблем во животот. Тоа е таа некоја поширока слика, ама не значи дека сега нели со ова гледиште дека јас ги оспорувам затоа што сепак јас сум нели од таа страна каде што си го изживеала веќе така. Истото. Да, и може би чувството кога некој ќе надмине одредена граница. Некогаш доаѓа со работа на себе, некогаш доаѓа со годините. Затоа што семејствата вака кога ќе погледнам каде што имаат постари, веќе се пораснати, значи повозрасни се лицата, животот ги троши. И веќе знаеш како се станува помалку важно, се гледа да се истера денот, да се биде тука, значи на најелементарните работи се дава некаква енергија, затоа што најчесто не работат, да речам, тие родители можеби не знаат, можеби не биле во таква околина да научат како да ја се регенерираат во таа енергија, па да имаш повеќе можност, а ниту пак да речам системот околу нас нуди системот. Ние родителите, да, за децата, значи ние имаме, не можеме да речам, секогаш во системот има проблеми, пропусти, секогаш може да биде подобро, но меѓутоа дека веќе сме стигнати до некој ниво каде што има услуги, има можности, има простор нели да се работи со децата, да напредуваат и така натака, значи имаме достигнато некој ниво каде што ете да кажам е задоволително, но меѓутоа ние родителите се уште сме таму некаде фрлени, невидливи, нашите емоции, нашата ментална состојба, нашата емоционална состојба не се зема во предвид. Ние сме секогаш силни, ние сме секогаш јаки, ние можеме, ние сме борци. Знаеш како, тоа некое тапкање по рамо. Мака рамото значи подолем веќе. Рамото веќе малку заболува. Меѓутоа, јас ги разбирам и другите луѓе кои што, нели, бидејќи нормално она што го немаш искусено, што искуствено не ти е познато, дека нормално не можеш да го разбереш до крај, ги разбирам дека ги плаши непознатото. Затоа сум јас секогаш отворена, значи, во однос на состојбата на Михаел и тука е, да, сега ми текнува, има еден многу важен момент околу прифаќањето и помирувањето. Значи, дали ние ќе прифатиме дека во ред, значи мојот живот веќе ќе биде не е каков што беше и нема да биде како што јас сум замислувала. Точно. Работите се такви какви што се, значи тоа е прифаќањето, може би јас грешам, но меѓутоа помирувањето мене повеќе ми оди во насока дека јас сега се помирив со судбината, тоа е што е, некако ми оди во насока на инертност, дека тоа е тоа и сега јас што и да превземам, нема ништо да сменам и некако... Може би ова оди во чувството на целосна, не знам, се ослонуваат на системските решенија, може би тоа што системот, значи се тие родители, луѓе воопшто, има чувство дека некој друг треба да ги обслужи, нели, системот. Воглавно, така, да. Некако своето влијание и онаа одговорност која што ја имаме, нели, нашиот капацитет да одговориме на тоа што ни се случува, некако е на минорно некое место ставено и затоа можеби таа летаргичност и што викаш, инертност се појавува, па тоа ако не се случи, јас не можам ништо. Така, некако како да забораваме на собствените капацитети, како да забораваме на самите себе, значи во суштина, ако сакам јас моите деца да бидат добри, нели, во смисла, нели, да имаат мир, да имаат, тогаш јас треба да бидам добра. Јас треба да бидам здрава, да бидам ментално и емотивно во еден мир, во еден баланс, во, нели, колку што е можно, не дека ја во текот ај со среќа.
Океј, вака сега, значи се многу важно прашање за твојот нервен систем. Добро. Ако твојот нервен систем имаше етикета, посебно на времето, кога се вака беше, што би пишувало на етикетата? Стој подалеку, немој случајно да допреш со прстата високо запалива материја. Во секунда те избувнува. Да, така, често многу работи ме погодуваа во нерв и често бев лута, бесна и меѓутоа сватив со тек на времето и со работата на себе и со нормално и укажување од други луѓе. Секогаш ќе се најде некој што, нели, буквално вака нема да те штеди, ќе ти ја каже вистината, нели, па колку тебе тоа да те боли, меѓутоа од денешен аспект со голема благодарност затоа што, нели, ти го скратил патот, можеби. Ми го скратил патот, ми се отворила очите и, нели, сум почнала да гледам поинаку на работите, односно сватив и разбрав дека ако нешто треба да почнам, тоа сум самата јас. Така. Вака сега малку околу нешто сега ти го правиш. Значи сега ти работиш со енергетски практики, реики, регресотерапија, хипотерапија, може ќе промашам некое. Прашањето ми е колку се тоа почна заради Михаел, а колку поради тебе? И поради Михаел и поради мене, значи, меѓутоа мислам дека малку повеќе влече поради мене, затоа што за Михаел веќе правев недоволно и повеќе од доволно правев, во смисла, нели, ние никогаш не пропуштивме еден третман, неурофидбек, не сме одели единствено ако Михаел има повисока температура покачена или нешто е настинат болен, а јас буквално не беше важно во каква состојба бев, дали бев исчешлана или не исчешлана, наспана, уморна со температура. За тебе ризично е исчешлана и не исчешлана. Ризика, да. Така што, значи, буквално, не знам ни јас како сум стигнувала и како сум возела и во одреден момент мене ми се случи исклучување на свеста. Тотално не љубам да користам англиски изрази, меѓутоа да ќе кажам blackout. Ми се случи и тогаш во тој момент јас сватив дека морам нешто да менувам овој пат кај себе. И во тој период, нели, после тој настан, каде што ми се случи тоа, беше еден период на интроспекции, на земање воздух, она што кажа ти предходно, правење пауза во текот на денот, да видам каде сум јас, што се случува со мене, значи вниманието да го насочам кон себе си, кон собствените мисли, емоции, централниот нервен систем, затоа што имав ситуација каде што јас 2 секунди не можев да седам на столче, каде што 2 голтки од кафето станувам, одам, па негде се враќам, па си го барам кафето, не знам каде сум го ставила, некој внатрешен немир. Земи, али ще стави го на друго место, па врати го, поднеси го на друго место. И беше еден таков период и во тој период почнаа да се случуваат некои синхроницитети, некои случувања, да влегуваат некои луѓе во мојот живот и некои чудни настани и луѓе, чија што крајна цел беше всушност мене да ме доведат до реикито. И кога јас веќе се сретнав со реикито, сватив дека ова е за мене. Значи, прво за мене, лично, јас да, нели, поработам на себе, јас да се средам, мојот внатрешен свет, мојот внатрешен живот, а потоа ќе видиме што понатака. Значи, првата намера беше тоа, па подоцна реики си водеше кон Каруна, тоа е веќе друга енергетска пракса и сега веќе работам хипнотерапија, регресотерапија. Тоа е во суштината. Во меѓувреме еден подвиг завршив студии по природна медицина, тоа е мојот втор факултет на кој јас сум.
мојата прва љубов е зборот. Филолог сум. Значи, животот те однесе од Да. пишување во медицина, да не речам, до некаде. Да, во тие некои холистички техники и пракси, и во една прилика колега еден, мојот многу драг од факултет, ми рече: Фросина, тоест ми пише порака: Фросина, јас те пратам веќе години како ти зборуваш и објавуваш, нели, на социјалните мрежи за овие твои теми. И вика, на почетокот, вика, не верував дека ова долго време ќе те држи, затоа што ти си филолог и, нели, филологијата нема никаква допирна точка со ова. Мојот одговор беше: о, да, и тоа како има, затоа што зборот е енергија. Да. Затоа што има вибрација, има своја фреквенција. Зборот може да биде меч, може да биде и лек. Точно. Така што убавото изразување, убавото пишување, пишувам и поезија исто, внимавањето и негувањето на јазикот и на финисите отсекогаш имале важно место во мојот живот, и успевам тоа сето да го склопам заедно со реикито, со каруната, со енергетските пракси, со хипнотерапијата, со регресиите. Дали оваа енергетска работа, се тоа што го правиш, дали ти даде една друга перспектива како го гледаш Михаел? Дали ти го смени погледот на гледање на детето? Оваа работа, да речем, и тоа што го правиш со енергетската работа. Така, апсолутно ми го смени во смисла дека сватив дека на почетокот можеби се постави во целата таа ситуација дека Михаел ми стана еден проект, не сакајки, нели, несвесно, каде што јас сега, нели, се посветив денонокно, учев, истражував, читав, применував, и во еден момент сватив дека си реков: каде сум јас како мајка во целава ситуација? Јас се изгубив себе си во, нели, мајчинскиот аспект, и не само кон Михаел, и кон другите две деца што ги имам, кон моите кирки. И тоа беше еден момент каде што чувствав малку и вина, и каде што си реков на крајот од денот, значи јас сум тука да им пружам љубов, да им пружам се што им е потребно, да ги научам, да ги израснам, а не да се обидувам да поправам работи кои што можеби и не можат да се поправат. Можеме ние да ги подобриме, нели, аспектите на живењето и на функционирањето. Меѓутоа да поправиме максимално се до крај, значи да поправувањето пак за мене од друга страна е можеби само нашиот начин кој што е ставен во веќе издлабена дупка, каде што не се мрда дека тоа е начинот. Тоа е вистинскиот начин, дека ние и поправувањето е дека ние треба да го клапнеме дете во оваа некоја рамка, за да биде поправено. Некои си општествени правила, калапи, норми, дури за тоа да како не треба нештата да бидат и да изгледаат. Да, можеби дури не од социјалниот аспект, еве ако ги земеме, и од тоа како функционално, зборам да ја земеме во предвид биологијата на функционирање на нештата, нели, како дишеме, како се движиме, како јадеме, како се храниме, така натаму. И тоа треба да има своја поинаквост понекогаш и да биде правилна и да биде вистинска, со оглед на тоа што јас сега, например, го јогата секако ќе ја земам за една целовита технологија која што сака и го тера човекот да дојде во баланс. Ние сме толку изместени како не само како нација, зборам воопшто како човештво, да тоа што мислиме ние дека е како што треба, ние сме толку далеко од вистината, токму за таа биологија и тоа што ние мислиме дека чекај малце, јас детево сега никогаш нема да го правам да биде какво, погрешно, во суштина погрешно. Да биде такво и такво како што јас сум замислила или како што
општествено е прифатливо. И ние таа слика на која што еве да речам класичната медицина ја дава, која што не е целовита, која што не е целосна, каде што не води сметка за многу аспекти, како енергијата која што е важна, ние не можеме да ја исклучуваме со оглед на тоа ги имаме митохондрите како фабрики на енергија, создавање на енергија, тие се дел од телото, постојат во телото и ние некако поради XY работи енергија вас цело време ставаме на страна, ама знаеш тоа доаѓа од друго место, ама тоа не се гледа, тоа не се брои. Значи не можеме ние да го исклучиме орган кој што, да речем, дел, не е орган, ама дел од себе кој што постои и е важен. Така. Апсолутно, значи, медицината, алопатската медицина официјалната, го гледа човекот и го третира само како физичко тело. Доека сите овие други холистички пракси, кои што јас ги работам и ги применувам, го гледа човекот на повеќе нивоа, од повеќе аспекти, затоа што човекот нема само физичко тело, туку има емотивно, ментално и духовно тело. Значи, во одреден момент стануваме свесни за нашето емотивно и за нашето ментално тело, во многу ретки случаи стануваме свесни за нашето духовно тело. Ако ја земеме ајурведата, у која што јас сум заљубена крајно, затоа што мене она ми ги даде, таа медицина ми ја даде таа една голема целосна слика, каде што ние ги имаме 5 ниво, ќе го додадеме не само емоционалното, физичкото, ментално и емоционалното тело како емоционалното, значи тоа создава толку хемиски реакции, сите овие да речеме хормони кои што се лачат, сите тие влијаат. Ние сме една фабрика на хормони која што се буричка на секоја емоција и на секоја мисла. Точно, така, тоа е тој спој хемиската фабрика и со емоциите, затоа што емоциите се тие кои што влијаат на хемиската фабрика, што ќе произведе денеска во текот на денот. Емоциите диктираат нашите мисли. Ние често се поистоветуваме со нашите мисли. На нашите мисли не треба секогаш да им придаваме многу големо значење. Не, со нив. Да, јас и денес се фаќам себе си како некакви глупости, размислувам и во одреден момент. Тоа е таа метакогниција кога ќе си кажам Ефросина, сега овие глупости, ајде те молам, сега ти до тука стигна, а сега види пак се навраќаш. Знаеш, тие некој си влечета од предходно, од некој стари програми кои што можеби тоа е процес кој што се дочистуваат, знаеш, кога ќе излезат повторно, кога ќе се вратат, значи дека сме чистеле, не сме дочистеле и сега е време да кажеме. Така што ако гледаме сега, јас да не ме разбереш погрешно или било кој, јас не сум доктор, меѓутоа од некои мои истражувања и проучувања од квантната физика и квантната медицина како настануваат, како доаѓа до болест или одредена здравствена состојба на физичко ниво. Значи, прво се почнува на енергетско ниво. Каде што влијание си имаат мислите, влијание си имаат емоциите, почнува да се менува вибрацијата во нашето тело и сега организмот си има своји механизми на компензација. Значи, успева да компензира. Се до оној момент додека состојбата трае, тие процеси траат многу долго време, каде што организмот веќе ќе ги iscrpi ресурсите и понатака веќе не може да компензира и почнува да се адаптира на ново настанатата ситуација. Тоа е, знаеш, кога ќе кажеш се адаптира, вака звучи супер, меѓутоа не е супер, затоа што ново настанатата ситуација не е добра. Од енергетско ниво, значи, се прифрла на втората фаза и третата се на ниво на некои ситни промени на клетка.
па потоа на ниво на промени на одреден орган, зависно од емоцијата, ти знаеш, нели? Да. Дали ние чувствуваме тага, па ќе бидат тоа белите дробови, дали чувствуваме срам, па ќе биде нели втора чакра. Кога ќе дојде на ниво на орган, немаме ние одма првично симптоми, нели? Туку тоа се тлее, се до оној момент, четвртата фаза е кога веќе имаме клиничка слика развиена со симптоми и сега кој процесот за ова да го вратиме во првобитна состојба? Па ајде најлогично решение, ако патот бил мислите, емоциите, енергијата, па на крај физичкото ниво. Физичкото ниво е крајната дестинација, алармот кој што ни кажува дека нешто не правиме како што подолго треба. време можеби не е во ред. Ете така, значи, истиот пат е само одиме наназад, значи се враќаме кон емоциите, се враќаме кон мислите, се враќаме кон тоа да си ја подобриме енергијата, вибрацијата и на работа само, ако ми дозволиш, премногу е, да кажам, изнасилена, дури малку како мене ми делува лично како злоупотреба дека ние цело време треба да бидеме радосни, среќни, да се стремиме кон висока енергија, кон висока фреквенција, нели љубов, се убаво, се прекрасно. Меѓутоа животот не е тоа. Животот не е. Животот е процес, животот е нели учење на лекции, раст, созревање, затоа ни ги дава животот тие предизвици. Ние не треба да ги негираме нашите емоции. Јас секојдневно, нели, знам во текот на денот да почувствувам и лутина, и некогаш и без, некогаш да бидам и тажна без некоја конкретна причина. Мора да си дадеме валидација, меѓутоа да не дозволиме да остануваме во тие некои програми или најлошото сценарио да влеземе во некоја улога на жртва, каде што буквално, затоа што жртвата што прави? Жртвата крева бело знаменци и вика готово, толку е, јас сега се предавам, повели ти прави што сакаш со мене, а бидејќи јас сум жртвата, нормално животот нема да ми даде мене убави работи, туку ќе ми даде работи кои што цело време ќе ме држат, значи искуства и предизвици кои што ќе ме држат во таа улога на жртва, кај што јас ќе патам. Во поглед на сега родителствување и сега не одиме на лично ниво каде што некој е заболен или се чувствува како жртва или ми се случува тоа, јас немам како да направам, не знам како да си помогнам себе си, па се ослонувам на медицина и така натаму и така натаму. Колку ова чувство на жртва родителите кои што го чувствуваат, нели, на почетокот кога, не знам, во една институција, во друга институција, нема да ти дадат одговор или па и тоа што ќе ти го дадат не дава никакви резултати, барем не такви какви што ти мислиш или па може би нешто друго се замислуваш и многу често се чувствуваат и безнадежно. Тоа е тука некаде жртва која што е безнадежна. Тебе, например, бидејќи јас знам за мене како беше, но што беше тоа што, еве да речам, може би се случи, кој тој критичен момент каде што си викаш, окей, толку е од ова, не можам веќе да бидам во жртва, затоа што тоа е тоа прекршување што треба да се случи кај родителите и да појдат на другата страна, дека јас можам. Дека јас можам, независно што системот е така, независно што можеби немам толку поддршка. Ја викам да прескокнем од другата страна на оградата, каде што можеби јас сум се уште во скоро истата точка, ама баре сум од другата страна, кај што викам, окей, како и да е, јас нешто можам. Иако тоа не го гледам сега. Што кај тебе, дали имаше некое чувство, некоја преломна точка која што тебе ти рече, окей, значи... Па имаше, после таа првична паника дека, нели, мора нешто да се презема, мора брзо да се решат работите, ситуацијата, одејќи од врата на врата, јас сватив некако многу брзо кај мене одеше тоа, сватив дека ако сакам нешто да направам и да променам,
да му помогнам на моето дете, дека во тој случај морам јас самата да нешто превземам, па тоа ме втурна после во едно... Точно. Ете така, не беше признавам дека не беше најпаметното решение, затоа што се ставив премногу на собствената чинија, па после не можеш да изџвакаш се до крај, нели? Да. Меѓутоа, нели, после си тоа се фази, тоа се процеси низ кои што поминуваш и во моментот не си свесен. Значи, тоа беше тој момент дека не можам да ги и не треба да ги оставам работите, нели, во туѓи раце. Во туѓи раце, дека морам јас нешто да превземам. Прво, јас да сватам, да разберам што е тоа што му се случува на моето дете, затоа што за мене аутизам беше непознат збор. Тоа беше нешто што им се случува таму на другите деца. Да, точно, тоа нели нас не може да ни се случи. После влегов во друга крајност, сега сум тука негде балансирам, нели? Барем се надевам дека балансирам, да. Сега ова што го рече, значи, мислам дека сигурна сум дека тие кои што прескокнуваат од другата страна на оградата, така, како што ја прескокнав, значи следниот чекор е со оглед на тоа што нема добра поддршка системска, луѓето велат, оке, јас морам ова да го земам во свој раце, прегоруваат. Тебе ти се случил блекаут, мене ми се случија панични напади. Так. И што уште не на родителите им се случува, за да мора да подзастанат. И за жал, и кога ќе подзастанат, повторно продолжува таа приказна дека поддршка нема. Сега ја се радувам затоа што сега во моментот баш го почнав тоа што го почнав, тој еден проект, нели, од каде да почнеш. Така, да. Затоа што, не за друго, затоа што толку ме недостасуваше таа поддршка. Јас најголемата поддршка ми се чини ја добив од семејство. Значи, кога ќе си погледам наназад, колку што научив кај едно семејство кое што има дете со аутизам, беше поголемо од Кан, одев на гости неколку недели поред, значи тоа беше како ја додам на факултет. Од веќе изживеано, веќе најкратките патишта, најдени направени. Да. Значи, буквално седевме на маса по 8 сати. Значи, сега ќе пиеме кафе, не знам, ќе јадеме нешто, ама не се мрднувавме и само разговаравме. А ова кажете ми што? А ова кажете ми, чекај ова да ти го кажам, чекај. Значи, ова ич не се секира, еве го гледам, значи, затоа немој да се секираш, ќе помине, внимаве после некое време, ама молим те внимаве кога ќе дојде ред за тоа, таму треба да отидеш, ваму треба да отидеш, тоа треба да го направиш. Значи, јас буквално во 5 недели, секој викет едно по друго, значи, веќе не беше ни прашање кај ќе одиме, се знаеш дека таму ќе одиме на гости. Си играат децата, мислам се дружеа во простор кој што тотално нема да ги оседува, нема да ги погледнува, кој што е за мене беше тогаш како, не знам, да здивнеш и да свеж воздух. Да земеш свеж воздух, да отидеш на гости и не се грижиш и да заборавиш дека си отишол на гости, затоа што пред тоа се беше дали да отидам, дали да не отидам. Па ако отидам на гости не можам да седам затоа што одам по него цело време. Не фаќај таму, те молам, внимавај на тоа, внимавај да не ти падне, да не падне, да и онака се откажуваш после некој време. Кажеш, налет не одам на гости затоа што тоа не се гости, не е тоа нити дружба, нити социализација. Ама кога бев кај нив, почувствував, значи буквално таква една поддршка, значи непланирано, некако природно, спонтано. Од една страна јас добив толку знаење, да, а од друга страна, значи заборавив затоа што јас тотално не само што им верував на тие родители, се уште им верувам, туку си викаш, овде се е јасно, затоа што го гледаш пораснато дете и го гледаш своето дете само пораснато. Со истите начини на разговор, со истите разговори. Така да, од таму, од тоа што нешто мене ми досташуваше и секако јас имав некаква среќа да сретнам такво семејство, такви родители и јас се обидував после тоа да бидам
тој некој на други семејства, на други родители и бев и многу прашања, едноставно некако ми се чини во последниот период се налутив, реков добро мајко му стара, додека по еден вака кажувам, значи дај заедно на сите да си помогнеме, да си кажеме, затоа што нема друга. Значи и кога ќе погледнеме веќе во светски рамки каде што на многу повисоко ниво е целата оваа поддршка за светот за аутизам, зборам и невродивергентни поинаквости. Значи родителите се далеку високо на таа пирамида кој е важен и кој треба да се слуша и кој ги прави промените дури на државно ниво. Ние овде ако не па да не се видиме во очи. Да. Што е страшно. Мило ми е што нели ја почна темава затоа што е важна тема. И кога ќе се вратам јас наназад, кога јас бев изгубена во целата ситуација, нели, немање систем, немање поддршка, немање ништо, се најдоа родители со искуство, нели, исто како што ти сега кажуваш, кој што мене ми помогна, нели, баш, нели, со такви конкретни насоки. Каде да одам, каде да не одам. Ако отидам ваму, што да очекувам, како да постапам, што да побарам, затоа што ние реално во таква ситуација ние не знаеме ни што треба да побараме за нашето дете, што ни следува, кои се законите, кои се прописите, кои се нашите права, кои се услугите. Јас сум премногу благодарна за таа помош. Чисто пати ти ми си имаш најдено во некои такви ситуации. Ало, Иренче, нели, па со плачлив глас имам ваков и ваков проблем, те молам. Па ти, нели, со целата таа твоја смирувачка енергија и тон си ми објаснила, си ме утешила, си ми дала насоки и тоа е многу важно и јас таа благодарност нели, секогаш ќе чувствувам и сакам да возвратам и треба да возвратиме. Така што несебично сето моje искуство го делам со секој еден родител што ќе ми се обрати. Затоа што сметам дека треба да градиме ние родителите една таква заедница каде што пред се ќе имаме поддршка, разбирање, неосудување, затоа што сите ние кога се соочуваме со една ваква тага, една ваква болка, еден ваков предизвик, знаеме да нели да паднеме, знаеме да и да не носиме одлуки, нели вакви, такви или онакви одлуки што не треба да ги носиме, така што без осудување, со многу разбирање, едноставно да го видиш човекот пред тебе што стои, што дошол за помош, да подадеш рака. Треба да градиме некоја таква заедница каде што првенствено ќе си помагаме меѓусебно, а потоа кога ќе станеме доволно силни, веќе спонтано ќе си дојде тоа влијание врз општеството, врз системот, каде што ние ќе си побараме промени и ќе биде неизбежно да ги добиеме. Мислам дека не знам, во вие 10 колку, не знам, можеби и 15 години веќе се сторат од како, да речам, моето дете, нели во таа друга приказна. Некако се ме враќа мене. Колку пати да, нели, ќе одиме, не знам, на протести, ќе одиме, ќе бараме барања, ќе го бараме регистарот, еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, 100 пати една политичка партија, така. И некако се ме враќа на тоа дека мора да се вратиме на нас. Значи, нема, значи, како да се свртиш наопачки вака, така, ние сме тие кои што ја држиме во рака, значи, целата таа структура, само што работава е што викаш, кога сме неподдржани сега едни меѓу други, секој тагува во својот некој меури. Сите сме по ќошиња некако напикани, се седиме во сопственото ќоше и тука ние. Знам дека како што ти чувствуваш и како што ја чувствувам дека сакам да го споделам и да му помогнам на некој, затоа што знам мене како ми било тешко и колку сум сакала некој да дојде само да ми каже,
Не се секире. Стварно не се секире, се ќе биде окей. Како што јас сега можам да се успокојам и да се заземјам и кога ќе кажам една реченица, значи ова може да се поправи. Ова може да се направи и ти автоматски на тој родител му даваш полкава една дистанца дека чекај малце. Може, вистински може. Сите го можеме. Колку сега за мене и за тебе може би е полесно затоа што ние сме потрошиле време да работиме на себе, на нашите деца, да се сконцентрираме така како што јас не велам дека другите родители не се трудат. Не, секој родител го прави максималното за толку колку што мисли во рамките на неговите можности, способности, поимање, разбирање, значи. Сега треба да се поместат малку тие барем според мене тие уверувања каде ќе ја трошиме енергијата. Тоа е едно нешто кое што мене вака некако ми стои како голема приказна дали ќе трошиме на математика и на македонски и така ќе биде нели првото леле, затоа што мене многу луѓе ми се јавуваат, многу луѓе ми пишуваат на месенџер, по улица ме среќаваат, значи колку пати видено на телевизија. Кога ќе прашам, значи прашувам, окей, која е возраст на детето? Дали има говор детето? Так. Нели, да речам од некои рамки кои што можам да дојдам, па потоа одиме понатаму и они се, па добро, има толку години, не знам, 5-6, кажува по нешто и математика решава до 5. Океј, математика решава до 5, значи како да ти кажам? Тотално не ме интересира, не е важно. Македонски, дали граматички добро, воопшто не е важно, затоа што и мора да се отстраниме полека и од тоа размислување дека само говорот е начин на комуникација. Значи, тоа е една многу голема пречка, посебно во раниот детски развој, дека ако не зборува, дека ние не се разбираме. А постојат други начини на кои што ние можеме да се... Однесувањето на децата кои што се невербални е начин на комуникација. Е начин на комуникација. Сега ние во дневниот центар... Само ние знаеме тој јазик да го прочитаме. Види, и ако тоа може би побарува некакви предзнаења, визуелните картичка, пексот, значи кои што јас ги обожавам затоа што се магични. За мене биле магични затоа што толку многу лесно и едноставно создаваат структура да ти изгледа како магично, си викаш чекај малце, ја што не сум правила пред тоа добро. Во едно и другиот и знаковниот јазик. Знаковниот јазик не е само за глувите луѓе. Знаковниот јазик е за сите кои што не можат да го користат. Нели, говорниот апарат, да се разбереме. А ние некако тоа го ставаме на страна во дневниот центар каде што еве ја работам, значи ако се за Даунов синдроме, значи таму знаковен јазик се учи, се работи, се прават представи, се пеат песни на знаковен јазик. Децата кои што немаат доволно зборови, значи со две покажувања ние се разбираме. Така, треба да се прави разлика помеѓу нели рецептивниот и експресивниот говор, затоа што детето нели може се да разбира и когнитивно да биде на едно повисоко ниво, но од некои причини не може експресивно да се изрази. А меѓутоа тоа не значи дека не знае да комуницира. Јасно. Затоа што имаме различни ние може и телепатски да комуницираме, може со нашите емоции, со нашата енергија. Така. Така што апсолутно да се навратам сакам малку на темава за родителите. Треба ние да имаме, и јас би сакала, значи да изградиме една убава, една прекрасна заедница. На крајот од денот не има многу, ние не сме малцинство. Не има многу. Ние сме мнозинство кое за жал со една голема брзина расте. Да. Така што мислам дека е созреан моментот каде што веќе треба да размислуваме на готово, размислено, направено. Само треба да делуваме. Да, јас знам дека ти долг период работиш нова, повремено ме упатуваш, имам целосна доверба во тебе, во твојата идеја, во твојата визија, јас сум тука и да ги поканим и другите родители, значи тука сме. Да. Сакаме да ве видиме и вас, да бидеме сите заедно. Мислам дека родителите барем ако имаат некое место кое што сакаат, кое што ќе му веруваат, затоа што родителите веќе не веруваат. Значи се тотално имаат изгубено чувството. И со причина. И со причина е тоа така, имало обиди, значи јас не велам не и
и не ги обвинувам тие што се обиделе и се не успеале затоа што е многу поголемо од сето од нив сето тоа. Так. Значи дали не за оваа попреченост, за сите попречености, за било која. Ама па не можеме да изгубиме надеж затоа што немаме друго, значи нема враќање назад. Барем за мене, значи сега ако не ми успе, следниот пат пак ќе пробам. Така, и пак ќе се обидам и пак ќе се обидам. Така да мене лично, например, сега тоа што го правам, аутизмот во земјата на чудата, е нешто кое што јас ќе се обидам. Само затоа што мене ми достасуваш и затоа што јас имам во себе сега и капацитет и желба да направам повеќе. Апсолутно. Не затоа што политика има, не затоа што системот е подготвен, не затоа што не знам некој друг ми рекол. Туку затоа што ти искуствено си го почувствувала дека тебе тоа ти недостасувало и дека после толкав период и толку поминати години дека е време ти да дадеш назад свој придонес. Назад, ако имаме капацитет, секој со своето, колку може, значи никој не побарува секој да биде прекрасен, не знам се да знае. Сите можеме да го помрднеме ова. Тоа Сите ние сме различни, јас го давам она што јас го имам како капацитет, како способности, ти го даваш твоето, тука не мериме многу малку, не знам што. Да, нема осуда, мислам дека и тоа така да целиот овој простор можеби сега знам дека звучам поинаку од сето она што го слушале, во сето тоа што го комуницирам, а и сакам да звучам поинаку затоа што сакам да почнат да се чувствуваат, затоа што јас така се чувствувам. Ама сакам и другите родители да почнат така да се чувствуваат затоа што може имаат многу повеќе од колку што мислат дека имаат, само треба само да застанат во едно место. Малку повеќе да се веруваат на себе си, јас би рекла. Малку повеќе да се веруваат на собствените инстинкти, на собствениот капацитет, на собствената сила, затоа што силата постои, меѓутоа како убаво кажа ти, се троши на погрешно место. Точно. Нели енергијата, па некои други работи ни ја црпат безпотребно, а таа енергија може да пренасочиме кон нешто многу побаво, кон една креација. Точно, и соработка и креација, наместо само компетиција и само да се не знам, да се криеме. Во секој случај мислам дека апдейт треба да му се случи на родителиве. Апликацијава треба да се апдейтира. Значи нешто ново се случува, нешто ново треба да се случи и нема ништо погрешно во тоа да биде поинакво, нити мора да биде перфектно, нити мора да некој сега дојде и да ги најде сите решенија, нема да ги најде сите решенија. Да, кон перфекционизам не се стремиме, како ми кажа ти дека тоа не ми спаѓа мене во супер сила, јас бев убедена, ти убаво ме приземи и ми рече тоа ти е мана. Значи не се ти благодарам на увидот. Не се стремиме кон перфекционизам и совршенство. Совршенство се стремиме кон тоа да отвараме овдека простор, оставаме место да се вклучат и другите родители и секој да си дојде со своето чекмедже, да си го донесе оно што си го има како капацитет и тука сите ќе се најдеме некаде нели. Да, дефинитивно. И нешто ќе искреираме, дефинитивно. Така сега, значи, од прашањата пола да ги поставивме, али добро, секогаш тоа така бива. Секогаш тоа така бива. Ама мислам дека веќе треба да прекинеме. Да прекинеме, не да прекинеме, при крај да дојдеме. Да финализираме. Она што сакаш ти да и го кажеш кога би имала телефон, би се јавила на Фросина некаде, да речеме, кога Михаел имаше 3 години, кога беше вака најжустро, што би кажала и како би го кажала тоа на Фросина? Прво, една силна преградка, затоа што многу и требаше тоа на таа Фросина тогаш. Што би кажала? Да застане, да диши, да си даде време и простор да се исплаче. Океј. Да се исплаче, затоа што тоа недостасуваше во целата таа паника и во целото тоа брзање да се
поправат нештата. И дека еден ден се ќе биде добро. Ќе биде добро. Кога стварно би го слушнале тоа? Нема да биде идеално, нема да биде без предизвици, нема да биде без турбуленции, нема да биде цело време мирно море, но меѓутоа ќе биде добро. Ќе биде. Супер. Прегратки можеме да си дадеме едни на други. Чек. Значи, иако не мора, значи, со телефонов да се, значи, тагата која што си ја носиме, но сите научни истражувања кажуваат дека тагата си живее тука во фасцијата, дека во нашето тело и дека другите луѓе и допирот од другите може да ни помогне ние да си ја ослободиме таа тага. Ако веќе сами не можеме, значи еве тука заедница родители можеме тука, значи да го завршиме тоа. Точно. Да си сплачеме исто слободно. Јас мислам дека создавањето на едно место каде што можеме не само да бидеме сигурни, туку witnessed, барем да не види некој. Така, значи, да бидеме видени. Да бидеме видени. Не мора, значи, нешто некој да ни кажува, ама знаеш, ова ти е добро или не. Едноставно да зборувам или да плачам или што и да е, а само некој од страна да види, да ме види дека сум таков како дека сум. постоеш, дека со си тоа што тука. сум. Валидација да ти даде. Точно. На твоите погрешно е според мене. Ама нема да плачеш, немој да се секираш. Не, слободно исплачи се. Точно. Не може да не се грижиш. Значи, таман работа ако не се грижиме, нели? Тоа е тоа, да бидеш виден, тоа на сите ни недостасува. Точно. Значи, не само она верзија која што можеби ние некогаш за да бидеме оставени на мира, па и намерно таа верзија ја местиме, да кажам, пред светот и пред луѓето, јас сум силна жена, јас можам се. Нели? И сега тоа што му го даваш на светот, светот тоа го гледа. Да. Можеби ние самите треба да си дозволиме да бидеме ранливи пред другите луѓе, затоа што често пати не си го дозволуваме тоа, па подоцна ги обвинуваме другите луѓе дека не гледаат, дека не ја гледаат нашата болка, нашата тага. Да си дадеме валидација на собствените емоции и на тагата, но меѓутоа од друга страна да си дадеме и моменти на радост. Без радост што правиме? Без радост ништо не правиме. Радоста е мокта на секоја креација. Радоста е теписонот доле. Значи подолу од него нема. Значи тоа е, да речам, она што е одоздола. Мора тоа да го најдеме во себе. Да. И за нас самите и за нашите деца, затоа што кога ние чувствуваме радост, и Михаил и Кан се радосни, кога ние чувствуваме љубов. Да, и еве, значи ова моје животно искуство, мене всушност, јас не знаев што е љубовта. Јас цело време посакував, толку трагав по љубовта. Јас сакав да ја доживам. И еве, нели, од тоа толку силно посакување и трагање и нели стремење кон тоа да искусам љубовта, животот ми го даде ова искуство. И јас сватив дека еве мојата љубов, безусловна љубов. Дали јас ќе го скарам, дали ќе му подвикнам, он секогаш доаѓа да ме прегрне, тоа со таква една емоција која што не можам да најдам. Јас филологот и поетот да најдам зборови да ја опишам. Да, баш така, да те тресне од земја. Тоа е таа радост. Да. И од тие 3 работи, значи, рече дека би се гушнала, би се изнаплакала и би си кажала дека е добро. Да. И тоа може, и тоа можеме, и тоа мислам дека имаме капацитет. Тоа доброто, како што рековме преска, нели, како е тоа за доброто може да има многу поинакви начини, што е добро, што е убаво, што е практично, што е корисно. Доброто е да еден правец да си дадеме во животот, каде што ќе имаме мир, ќе имаме спокој, ќе нели
сигурно дека нема да заборавиме на состојбата или да престанеме да посетуваме часови, да посетуваме, не знам, или да испробуваме нови некои техники и методи кои што би му помогнале на детето, но меѓутоа да сватиме дека животот не се сведува само на тоа. Дека во целата таа приказна постоиме ние, постојат другите членови на семејството, дека и да си ја сватиме собствената вредност, јас би рекла. Генерално, јас низ мојата работа, низ праксата, секојдневно наидувам на луѓе, клиенти кои што не си ја знаат собствената вредност, не си го знаат собствениот идентитет. Кога ние ќе се изгубиме во улогата на родител на дете со посебни потреби, значи, се ставаме тука во едно коцкиче мало, а ние сме многу поголемо нешто. Значи и тоа, Фросина не си ја знаеше собствената вредност и пред тоа не само и тоа би си го и често и се обраќам јас и на значи, таа Фросина и на многу верзии, значи наназад од мене, кај што буквално така топло си ја прегрнувам и кажувам. Значи, опушти се, диши, сакај се малку повеќе себе си. Вредна си, значи постои вредност во тебе. Види ја собствената убавина како човечко битие, значи не зборуваме за физичка или... Да. Значи јас секогаш ја гледам таа убавина, таа есенција, нели, кај човекот, позади сите рани, позади сите трауми, позади физичкото, позади емотивното, и неисчешлана, и нашминкана, и во сите можни варианти, секогаш таа суштина, нели? Да, во себе. На човековото битие. Што треба да си ја бараме и треба да се работи на тоа, да се разбереме дека тоа е работа на себе. Не доаѓа тоа туку така спакувано во едно кесенце, купи го во продавница и готово завршено. Исто како и оно очекување дека едно апченце ќе му дадеме на детето. И не на сила, треба да сватиме дека постои капацитет и постојат процеси, дека ние никогаш нема да бидеме некоја финална верзија, дека секогаш останува еден мал простор каде што може да се менуваме. Ама и тоа е во ред. И тоа е во ред. Значи, животот завршува со смрт. Тогаш е завршен процесот. И тоа е во ред. Так, значи, процесот завршува таму. Ние се обидуваме сега тој процес да го дотераме, кога ќе заврши како што треба. Так. Фала ти многу, злато моје. Мислам, ова е разговор како кај тебе на тераса. Да. Какао со кафе. И баш ми е драго што така е, затоа што само така можеме да видиме кои сме вистинските ние и родителите кои што ќе го гледаат ова да се приближат и сами кон себе и кон другите родители. Затоа што е многу важно. И целта е да се почувствуваме сигурни едни кон други, затоа што имаме што да дадеме. Сите имаме што да дадеме. Сите имаме, да. Ти благодарам многу за поканата и мене ми е многу драго што таму не ги завршивме сите прашања што некако избегавме. Меѓутоа мислам дека многу важни работи кажавме, работи што мене ми се важни. И мене ми се важни. Сигурна сум дека и нив им се важни. Да, се надевам дека нели секој ден ќе се препозна и ти благодарам пред се за можноста и приликата да бидам искрена пред се само со себе, нели? И да за можноста да го кажам се она што мене тука ми лежи. И тоа ни останува да се прегрнеме. Да, после тоа. После тоа, да. Драги мои, ви благодарам што бевте тука. Се гледаме во следната епизода.